Најнапред сакам да ви се заблагодарам на сите, што денес одвоивте време и не испочитувавте да разговараме на една исклучително важна тема. Сакам посебно да го поздравам господинот Геруланос, главен извршен директор на ОКТА, кој што е денеска во својство на главен излагач околу ова проблематика за која што зборуваме и веројатно најкомпетентен. Посебно сакам да ги поздравам нашите претседатели на Сдруженијето за енергетика, доктор Ристо Јаневски и господинот Иван Петровски, претседател на Македонската транспортна асоциација. Сонја Маџовска, главен уредник на Утренски вестник, наш медиумски покровител, представници на медиумите, на фирмите и така натаму. Во согласно со новите политики на Стопанската комора на Македонија, прокламирани минатата година, дека ќе се бавиме со конкретни теми, ќе правиме истражувања и ќе отвараме теми што се од исклучителен интерес за бизнисот, а ќе ги заобиколиме општите теми и тенденции во кои што губиме време. Денеска на дневен ред ставаме едно исклучително значајно прашање кое низа години се влечи во нашето работење и кое создава огромни проблеми за компаниите, а и за државата во целина. Тоа е и регионално прашање, меѓутоа најмногу тежи на грбот на македонската економија, затоа што ние сме најголеми корисници на тој транспортен коридор и на пристаништето во Солун. Во Стопанската комора имаме одржано стотици настани на таа тема, поединачни, во овие 10 години настојувајќи да најдеме алтернатива на тоа пристаниште, алтернатива на тој коридор. И морам да кажам дека тоа не е така лесно, вие тоа сите добро го знаете и ние сме исправени пред проблем кој што практично мораме да го решаваме на ваков начин. Да покренеме акција за ставање и функционално разработување на коридорот 10 и Солунското пристаниште, затоа што сите алтернативи што досега ги понудивме тука на компаниите не вродија со плод и тоа е резултат на објективни околности кои што постојат во инфраструктурата и во самиот прифат на бродовите во пристаништата во околните држави и сето тоа све, реков, врз грбот, врз профитабилноста и врз големување на трошоците на македонската економија во најголем дел. Затоа денеска сме тука да отвориме прашање од кое што може да зависи во наредните 10 години и во најголем дел и днината на развојот на македонската економија, затоа што структурата на македонската економија е таква да во најголем дел ние сме свртени према тоа пристаниште и природно е така и низ тој коридор и затоа е многу значајно. Втората точка, која што е најавена во практично самиот наслов на денешната округла маса, е прашањето за редовното снабдување со нафтените деривати, клучниот крваток на македонската економија, така да мислам дека сме сконцентрирани на вистинските прашања и вистинските теми и очекувам конструктивни дебати на таа тема со конкретни предлози. Сигурно сите и медиумите и поединачно компаниите ги занима загубите што ги трпиме од ваквата состојба досега. Загубите не можат да се проценат, тие се поединачни за секоја компанија и зависат од низа аспекти, меѓутоа јас морам да кажам дека покрај загубите што ги трпат компаниите, трпат и одредени субјекти кои што оператори, Македонската железница и транспорт и инфраструктура, а и самата држава со нефункционалноста на коридорот 10, затоа што не можеме да ги искористиме нити погодностите транзитни кои што се со тоа, ја губиме репутацијата, бидејќи компаниите наоѓаат алтернативни решенија за да дојдат до Солунското пристаниште и све тоа повторно на штета на бизнис секторот и на нас како држава. Кога се мисли на наоѓање соодветни решенија за намалување на овие проблеми, треба да се гледа многу пошироко. Она што јас можам да го кажам од она што го осеќам последните 2 години на балканските простори и во релациите со Европската Унија, во делот на бизнисот, тоа е една засилена тенденција за регионален развој, кој што вие сите го препознавате и го сеќате во секојдневните соопштенија и активности на меѓународните представници и практично
покажувањето на излезот и патот од ваквите економски проблеми на кои што се наоѓа Балканот во силна регионална интеграција. Ние морам да ви кажам како бизнис тоа први го препознаваме и делуваме на таа насока. Сведоци бевте на големата конференција што организиравме за позицијата на малите земји. Сведоци сте на секојдневните наши активности околу клучните прашања на развојот на инфраструктурата, заедничкиот производ и изнаоѓање на заеднички нови пазари за сите балкански земји. Силно сме помогнати од европските институции за тоа и ова прашање денес што го разговараме мора да се гледа во тој контекст, затоа што Грција и Бугарија се членки на Европската Унија. Ние, како балкански земји, сите сме на тој колосек ставени во различити позиции, во различити брзини, али општата заедничка тенденција која што може да се изрази во една реченица е тоа дека регионалното поврзување е единствена алтернатива за приближување до Европската Унија. Така да кога ќе разговараме денес за ова прашање мора да го имаме и тоа во предвид. И трето, мора да имаме состојбата во Грција, нашиот сосед, нашиот партнер на кој до најголем дел се наоѓа таа инфраструктура и нивните тенденции врз основа на европските принципи да извршат промени во законодавството и во работењето на транспортните компании со либерализација и за приватизацијата на Солунското пристаниште. Така да сето тоа зборува дека се наоѓаме пред големи предизвици, пред големи и не е на одмет да се слушне мислењето на сите вас од на база на вашите искуства како и што тоа треба најдобро да се направи. Кратко си само би кажал како ние го надминавме овој 3,5 неделен застој. Пред се тоа и господинот Гириланос напомена дека ги активиравме нашите резерви и дел од резервите, од стоковите резерви за кои што имавме право со договор да ги активираме, ги вклучивме, значи сите овие алтернативни рути што ви ги представив пред малку. Во редното способување на граничниот премиер жителите од Царинската управа и на Република Македонија возможувањето да се некои од тие количини да поминат низ жителите исто така многу помогна и нормално во редното ангажирање на вагонскиот превоз. Сите наведени фактори ни помогнаа, меѓутоа ова беше во рокот од 3,5 недели и овдека јас само за да испровоцирам понатака дискусијата, би го поставил прашањето што ќе се случеше ако оваа блокада продолжеше уште една недела, да речеме. За да ги заокружам сите средства со кои што можеме и располагаме за преносот на нафтените деривати, ќе се задржам само кратко во однос на продуктоводот Солун Скопје. Нема да навлегувам во детали зашто тој работи или не работи, ќе се задржам само на техничките детали. Овој продуктовод е со должина од 215 километри, како што рече и господин Гриланов, тој е технички оперативен и спремен за работа. Оние секвенци горе што ги гледате се од секвенци од чистењето на тој нафтовод, подоцна што стане продуктовод. Во делот тие работи и техничките лица и од ДОКТА учествува во него. Ја гледате и самата рута на картата. Меѓутоа што е битно и што е интересно кај овој? Неговиот капацитет е 360 кубика на час. Тоа ви е отприлика 2,5 милиони тони годишно дизел, а подоле ви е дадена и просечна потрошувачка на земјата на дизел 600.000. Значи можете да замислите дека овој нафтовод има потенцијал скоро 4 и повеќе пати во однос на задоволувањето на потребите од дизел. Два паневропски коридора минуваат преку територијата на Република Македонија и тоа паневропскиот коридор 8, како и паневропскиот коридор 10. Денеска ќе разговарам за сегашните состојби и новите предизвици во транспортот на робата преку пристаништето Солун, кое е поедовно крајна точка на коридорот 10. На слайдот се дадени основниот коридор 10, Салцбург-Солун, во должина од 1550 км, како и кракот 10Б, Будимпешта-Нови Сад-Белград, како се поактуелна траса. Пристапот до Солунското пристаниште за нашите роби, гледајќи ја конфигурацијата на теренот, од една страна е идеална. Патната и железничката инфраструктура се движат по течението на реката Вардар и Солунското поле, но во исто време и ограничувачка.
Непостоењето на друго конкурентно пристаниште во околината го поставува Солунското во привилегирана монополска позиција. Првите пристаништа кои можат да примат конвенционални и контейнерски бродови се пристаништето во Кавала со дополнителни 140 км и Волос на оддалеченост од 410 км од Скопје или дополнителни 170 км во споредба на Солун. Другите алтернативни пристаништа во регионот се пристаништето во Бургас на 650 и Драч на 300 км преку територијата на Косово. Само како информација, бројот на комерцијални пристаништа во Велика Британија е преку 60, во Хрватска е 5, додека Словенија го има само пристаништето Копар, но во непосредна заднина на пристаништето во Копар се италијанските комерцијални пристаништа Монфалконе и Трст. Ако ги погледнеме тука битните индикатори на сервисот, ефикасност и квалитет, и ја погледаме цената по тон контейнер или транзитното време, како се побитен елемент, само ќе ја потврдиме поволната состојба на Солунското пристаниште. Истата состојба се појавува кога ќе ги споредиме и индикаторите за квалитет на сервис, земајќи ги како критериуми постоечката инфраструктура, сигурноста на робата при транспорт, како и задржувањето во испораката. Затоа не треба да не чудат потатоците дека преку пристаништето во Солун од вкупно изработените 3.322.000 тони во 2016 година, количината на роба од и за Република Македонија е 885.000 тони или изразено во проценти 27%. Please let me show you on the map what the actual situations of import of derivatives in the Republic of Macedonia was last year. This is per product by source. The numbers of OCTA you see in the middle per product. The average is 69% of the products imported in the country was done last year by OCTA. Another 10.4% comes from Greece, actually from motor oil refinery Coral. 13.6% comes from Bulgaria. 5% comes from Serbia, and 1.7% is coming from Albania. The numbers, I think, are correct. They're not perhaps finalized because we didn't have from the customs the final data, but it's more or less this. So we see that 69.3 plus 10.4, around 80% of the fuel in the country is coming from the south, from the Corridor 10, mainly per trucks. That makes something like 700,000 tons of fuel coming 25 and 25 and 25 and 25 tons day after day, night after night, unloaded and yet again loaded to go to its final destination. You see, I think it's obvious the importance of the supply from the south. There is an advantage that led, a series of advantages that led OCTA has, as a trading company, has this big market share. And of course, having a refinery and series of installations 70 kilometers away from Bogorodica, it is an advantage, but it's not the main reason why OCTA enjoys such a high market share. All those years, we guaranteed the security of supply. We constantly had high quality of products. We were permanently present in the market with a correct pricing policy and with a very transparent commercial policy, plus obviously our big installation in Miladinovci, by far the greatest and the biggest, and the more efficient in the country. Installation which eventually might turn inert if the pipeline will not be in use. The path supplying the country the last 12 months was not always easy, especially the last 12 months. We had 3, and I would say, and a half logistic crises. First, we had the refugees blocking the border for their own reasons. Then a little bit of snow and the trucks could go to Bogorodica. After that was chaotic situation on the Greek side.
And then we had, worst of all, we had the protest of the Greek farmers that left the country in 19 days without a truck crossing Bogorodica. I said 3.5 crisis because we have to take into consideration the insufficiency of the rail transportation, which could have been an alternative. The Greek OSE, which is now under a slow process of privatization, is far from being a reliable partner, plus Macedonian railways that face financial issues with potential strikes for time to time. We did survive all those crises with a cause. We were frustrated, worried, but we managed to overcome those problems, and we're here to find solutions. We had to use alternative supply routes through Bulgaria, through Megitlia, through other sources. We had our own stocks, which guaranteed us an uninterrupted supply of the country for 19 days without direct communication with our main supplier. We used part of the strategic reserves as per our contract, which I would like to remind of this opportunity that we still keep the strategic reserves without the fee, which complicates a little bit more our relations with the government and is jeopardizing the future of the strategic reserves in Macedonia. By all means, and despite our all good efforts to supply undisturbed the market during those difficult times, nothing of all this would have happened if the pipeline was in operation. Still, due to some technicalities, although clean and functional, the government hasn't granted its license to the operator, which is Vardax. I hope whenever a government would be formed, that would commence and conclude discussion with the investor, that to be a priority, in order the supply and the security supply of Macedonia not to be questioned again in any doubt like we had the last year. Finalizing, I would like to use this opportunity to thank the Macedonian authorities for assisting us during the last crisis. They were very efficient and they gave us alternative solutions. I would like to thank them for that, as well as the Greek Liaison Office for their support on solving issues on the Greek side. I'd like to thank you for your attention. I just wanted to raise some issues and we're expecting your question after the end of this conference. Thank you.